Во студиото на МИА денеска е заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Со заменик министерот разговараме во пресретна седницата на Економско-социјалниот совет. Господин Ристевски, пред да искоментираме за точките од дневниот ред на Економско-социјалниот совет што ги засегаат граѓаните, ако може став во однос на најновите случувања на Блискиот Исток и влијанието од порастот на цените на нафтата на домашната економија. Па прво поздрав до студиото, до нашите гледачи. Се надевам дека ќе отвориме интересни теми за нашите граѓани. Меѓутоа најинтересно деновиве и во светот е секако војниот конфликт во Иран. Тоа навистина прави еден тектонски потрес во економијата на светски размери, бидејќи Иран е еден од главните играчи во производството и дистрибуција на нафта во светот. Ние сме мала увозно зависна држава, посебно увозно зависна од различни енергенси и нафта. Сметаме дека можеби ќе има некое влијание сето ова, меѓутоа да оставиме како ќе се одвиваат понатаму процесите околу војниот конфликт и сметајќи дека забрзо ќе биде истиот завршен, доколку не тогаш она што ќе биде како светска политика во надминувањето на таа криза, ќе треба и ние да го прифатиме со одредени адаптирања на нашата економија со цел да имаме помал удар врз од страна на зголемувањето на енергенсите во формулирањето на цените на производите, домашните производи, увозните производи и оние кои што ги извезуваме од Македонија. Може ли уште сега да ни споделите поконкретно како ќе се реагира за заштита на стандардот на граѓаните од тој потенцијален поголем раст на цените? Па да видите, пред се да се надеваме, како што кажав, дека конфликтот брзо ќе заврши и оној режим во Иран побрзо ќе падне, ќе се воспостави на демократска основа на управување на таа држава со помош на нашите сојузници, тоа се Соединетите Американски држави, меѓутоа и сите оние кои што се сојузници на таа страна во овој конфликт. Видете, секој конфликт, посебно земји како што си глобални играчи во енергенските и политиката со енергенсите од светот како Иран, создават, како што кажа, поголеми тектонски движења, меѓутоа сепак ние, ете и вчера имаше одржана беше седница на Советот за безбедност кај претседателката на Република Македонија и сигурно се разговараше околу идни, да речем, влијанија врз македонската економија, и кои чекори ќе бидат преземени понатаму, ќе бидат соопштени на македонската јавност. Јас би упатил само едно смирување, за сега граѓаните нема потреба од одредена паника, ќе гледаме да преку различни мерки понатаму кои ќе следуваат да се регулира цената на енергенсите, која што е еден од главните инпути во создавањето на цената на производите, со цел да не се создаде поголема инфлација, раст на цени и подкупување на животниот стандард на граѓаните и нивната куповна моќ. Ние како Министерство за економија и труд будно ја пратиме и исто така и владата состојбата и сите мерки кои ќе ги превземеме благовремено ќе биде известена македонската јавност и граѓаните. Тоа е новиот геополитички контекст, а домашната реалност е дека во вакви периоди како предпразнични и празнични периоди, граѓаните се соочуваат со повисоки цени на храната. Како ќе ги заштитиме од потенцијални такви нови поскапувања? Па видете, ова сепак не влијае Македонија на целиот тој процес. Ние сме мала држава, увозно зависна и ваков конфликт нормално да има не само светски потреси, поранливи се секако по кревките економии како што е нашата македонска економија, меѓутоа од она што значи заштита на граѓаните мимо овој конфликт со Иран, ние правиме крајни напори како Министерство за економија и труд да цените во маркетите и на пазарите останат стабилни, посебно на оние производи кои се основни производи за живот на граѓаните во Република Македонија, и мислам дека преку редовните контроли на државниот пазарен инспекторат, преку
влијанието на Комисијата за заштита на конкуренција, која исто така ревносно работи околу сузбивањето на тие нефер тргови кои беа предвидени во Законот за нефер трговски практики, преку зголемување на транспарентноста на цените на маркетите и другите владини политики, како што се поголемите инвестиции, подобрување на економската состојба, постепено зголемување на платите на граѓаните. Очекуваме да имаме една стабилизирачка година. Во текот така се и предвидувањата, инфлацијата да се доведе на едно минимално ниво од 2,5 до 3% е предвидувањето и на Народна банка и на владата на Република Македонија, и мислам дека на добар пат сме, бидејќи ете гледаме и последниот месец имаме и благо намалување на инфлацијата од 0,7%. Се надевам дека во наредниот период тој тренд на намалување на инфлацијата ќе биде задржан, доколку не се прошири сега воениот конфликт каде што не можеме да влијаеме, и дека ова граница на една европска, да речам, висина на стандардна висина на инфлацијата, бидејќи блага инфлација значи и развој на државата околу 2,5 до 3%, што е економски оправдано, ќе гледаме да ја задржиме во наредниот период и со тоа да заштитиме животниот стандард на граѓаните нормално. Ќе разговарате ли со социјалните партнери денеска за најновите случувања? Па да, за половина час имаме економско-социјален совет. Таму знаете дека тоа е трипартитен состав на владините институции, во кој што водечка улога има Министерството за економија и труд, председател е господинот Дурмиши на тој економско-социјален совет, иначе актуелниот министер за економија и труд. Меѓутоа, покрај тоа учествуваат таму работодавачите и синдикатите. Ќе биде дискутирано на повеќе теми, иако се знаат темите на дневниот ред. Една од темите е новата просечна потрошувачка кошничка, која треба да се пресметува во наредниот период. Исто така извештајте од страна на инспекторатите кои што ревносно работеа во претходниот период, и тие се дел од во наводници виновниците за заштита на стандардот на граѓаните, бидејќи имаме ние секојаш добра информација од терен, од маркетите, од пазарите, како се движат цените, дали има нефер трговски практики во тоа движење на цените, дали има здружување картелско, како што имаше во минатиот период, и одредени картели беа казнети и така натаму. Сето тоа со цел да обезбедиме една стабилизација на цените и да овозможиме едно попредвидлива економија во текот на ова и наредните години. Меѓутоа, не е исклучено да на дневен ред често пати се поставуваат и други точки кои што тогаш на самата седница можат да бидат побарани од страна на сите овие партнери, да бидат ставени на дневен ред и изгласани. Дали ќе се отвори прашањето за минималната плата повторно? Па видете, тоа прашање стана некако политичко прашање, иако сметам дека треба да биде повеќе економско прашање. Меѓутоа, секогаш ние сме транспарентни и подготвени да разговараме за платите во Македонија, вклучувајќи ја и минималната плата како една од категориите на целокупните плати и платежен систем во исплата на плати, посебно во заштита на животниот стандард на работниците. Она што владата е како работодавач си ја заврши својата домашна работа со синдикатите. Во претходниот период ние имаме околу 100.000, нешто над 100.000 вработени сме директен работодавач, и тука направивме комплетно, да речам, подобрување на системот на зголемување на плати, кој што бил запоставен во претходниот период, и се јавува еден голем диспаритет во земање на плати од министерство до министерство или од институција до институција. Претходно имавте зголемување во образованието, здравството, полицијата, армијата, сега и остатокот од оние 11.000 вработени во администрацијата кои не беа офатени со тие колективни договори кои што ги имаше на ниво на гранка или институции, се офатени тие со наредното 40% зголемување на платите во јавната администрација, така да преку потпишување на колективни договори на ниво на работодавач, а во меѓувреме со синдикатите два репрезентативни, тоа е КСС и ССМ, ќе дискутираме и за измени на општиот колективен договор во јавниот сектор, кој веќе е изминат, меѓутоа сметаме дека има простор и шанса да се направат одредени промени, да донесеме многу подобар, поквалитетен
општ колективен договор во јавниот сектор кој ќе овозможи поголема заштита на вработените и во јавниот сектор и јавната администрација, а додека пак остатокот од 600, нешто повеќе од 600.000 вработени, каде што работодавач е приватниот сектор, ние и понатаму стоиме на ставот дека не треба да интервенира политички владата, како што било во претходниот период, да наметнувајме неприродно зголемување на плати надвор и мимо од она утврдена формула во Законот за минимална плата, на која што попиставиле трите договорни страни во овој трипартитен договор, тоа се синдикатите, работодавачите и тогашната влада, да не се излегува таа формула со цел да не се наруши целокупната економска состојба во Македонија, меѓутоа ние повторно даваме простор во однос на рамките и можностите од приватниот сектор, она што можат да го договорат, ние како влада ќе го испочитуваме и ќе го прифатиме на наредниот економско-социјален совет, доколку има таков договор мимо Законот за минимална плата и равенката, односно формулата за пресметување на плата. Се додека е така, важи ова формула, во текот на овој месец ќе имаме порамнување на минималната плата, која што е добро дефинирана, 50% од инфлацијата од претходниот период просек земено и од трошоците, се извинувам, од просечната исплатена плата за претходната година и да не е помала од 57% од просечната исплатена плата во минатата година спрема Државниот завод за статистика. Значи, треба да внимаваме, знаеме дека секогаш работниците и ние сте на ставот да имаме зголемување на плата, да се подобрува животниот стандард, меѓутоа, кога имаме вакви адхок барања од страна на одредени синдикати, во кои што има, да речеме, одредено за на политиканство за неприродно зголемување на минималните плати, треба да да се одговорат синдикатите и сите ние да одговориме на неколку битни прашања. Тоа се колку таквото зголемување на плати најмногу ќе ги погоди оние трудово интензивни дејности како што е текстилната, кошарската индустрија, најмногу ги погаѓа оние микро предпријатија со неколку вработени или занаетчите, дали од нив ќе има затворени, колку компании ќе бидат затворени, дали зголемувањето на плати ќе значи отпуштање на вработени од одредени сектори во Македонија, дали зголемувањето на минималните и останатите плати на ваков неприроден начин ќе биде вкалкулирано во цената на крајниот производ, ќе ја подгрее она инфлаторна спирала во Македонија и на крајот повторно таквото неприродно зголемување на плати ќе создаде економски потреси кои што на крајот од денот пак ќе го платат од својот джеб граѓаните со намален животен стандард, намалена куповна моќ и секако други економски последици подолгорочни од кои што потешко потоа се излегува. Бидејќи со една таква политика во минатото, ние и ден денес имаме одредени турбуленции кои што мора да ги стабилизираме во овој период и да дадеме една предвидливост и предвидлива рамка во развојот на економијата, а со тоа и на платите во Република Македонија. На дневен ред на седницата и просечната кошничка што ја најавивте, кога очекувате да почне незината примена и што ќе значи тоа за граѓаните? Па, просечната кошничка за прв пат после 15 години ќе ја пресметува еден официјален орган или институција, а тоа е Министерството за економија и труд, се пресметувала до 2009-10 година од Државниот завод за статистика, меѓутоа, за жал, од тогаш немаме официјална просечна потрошувачка кошничка која ќе даде одредена рамка за понатамошни економски политики и стратегии и носење на закони околу зачување на животниот стандард. Се имаме само синдикална која што ја пресметува синдикатите, едни од синдикатите, а тоа е ССМ и таа, да кажам, не е ниту минимална, нити синдикална, тоа го потврди и господинот Никола Поповски, кој е еден од креаторите на таа, како ја нарекуваат во наводници, синдикална минимална кошничка, бидејќи има параметри кои не се нити синдикални, нити минимални за потребите на живот на едно просечно македонско семејство. Меѓутоа, од денес со изгласување на ова просечна потрошувачка кошничка, ќе имаме навистина пресметување на една реална потрошувачка кошничка за 4 члено просечно македонско семејство со добиени податоци од страна на релевантни институции во Македонија, а тоа се Државниот завод за статистика,
тука исто спаѓа и државниот пазарен инспекторат, меѓутоа ќе се користат и податоци од земјоделскиот пазарен информативен систем за движење на земјоделските производи и овошјето во различни пазари. Ќе бидат цените замени од 6 големи синџери на маркети во Македонија, кои се главни играчи и креатори на цените, во 70% од цените на производите, посебно за животни потреби за едно просечно македонско семејство, меѓутоа и 2 локални синџери на маркети, како и од различните зелени пазари од различните региони. Во ова просечна потрошувачка кошничка ќе се пресметува за 4 члено семејство, нема да се пресметува алкохолот и цигарите и тутунот како акцизни стоки, бидејќи сметаме дека тоа не е потреба, него е луксус за едно македонско семејство и исто така нема да се пресметува станарината, бидејќи со последниот попис од 2021 година 90% од граѓаните се изјасниле дека имаат собствен кров, односно не плаќаат кирија и тоа не може да се земе како трошок. За разлика од синдикалната минимална кошничка во наводници, како што ја нарекуваат синдикатите, и прават одредени синдикални политики и притисок на јавноста и владата со цел да ги зголемуваат неприродно платите во Македонија, ќе се разликува со тоа што оваа кошничка ќе се пресметува, реков, од релевантни институции и релевантни показатели за целиот месец, додека синдикалната или минимална кошничка, како што ја нарекуваат, се пресметува на 20 од месецот, не се зема комплетно целиот месец, се земат одредени земјоделски производи овоша кои не се карактеристични за периодот станарината офатена, не се земени цените од повеќе маркети, само од неколку маркети, тоа повисоки цени на земјоделските производи и така натаму. Меѓутоа, што сакам да кажам, нити е конкурентна ова на нивната синдикална кошничка, нити сакаме да направиме конкурентност. Значи продолжува примената. Едноставно сакаме да имаме официјална државна просечна потрошувачка кошничка пресметана од страна на Министерството за економија и труд и од страна на оние податоци кои ќе ги добиваме, да можеме да градиме исправни и видливи економски политики, стратегии, да донесуваме квалитетни закони во донесување на животниот стандард и така натаму. Синдикалната и минималната кошничка која презентираат е исклучиво, како да речам, политички инструмент за вршење притисок врз јавноста и владата од страна на еден од синдикатите со цел да барате и неприродно зголемување на платите, бидејќи да кажеме дека и во формулата која што ја договориле претходно, која што ја спомнавме во текот на претходниот разговор, значи не е офатен ни еден од главните елементи, а тоа е продуктивноста, што како економски елемент во раст и развој во раст на платите во било која држава се зема како еден од клучните елементи, односно треба да биде земен во претед. Меѓутоа, потом за тоа треба понатаму да се разговара околу таа формула. Најавени се промени во Законот за забрана на нефер трговски практики. Може ли да ни појасните зашто по-конкретно станува збор? Законот за нефер трговски практики е револуционерен закон во Македонија, првпат се спроведува тој закон и токму тој закон на долг рок ќе даде одредено стабилизирање на цените. Тоа е прв закон кој што го регулира односот помеѓу добавувачите и трговците и преку регулирање на тие нефер практики, посебно околу работот кој што му земале 35-40% уште од самиот влез на робата, односно стоката, посебно во маркетите, му барале за различни маркетинг, други измислени трошоци и така натаму, со цел да остварат крајни поголеми профити. На крајот сето тоа се вкалкулирало и го плаќал од својот джеб граѓанинот во вкалкулираната цена на тие производи. Сега работат со овој закон е ограничен на 10%, во кој се вметнати одредени трошоци за редење, складирање на стока, ангажирање дополнителни лица и така натаму, и во текот на целата година не смеат да излезат од таа рамка на 10%. Законот го контролира Комисијата за заштита на конкуренција и требаше да помине одреден период во самиот закон, вели од 1 година, за да се сублимира сето она во однос на склучувањето на
договорите и почитувањето на договорите помеѓу добавувачите и самите трговци. Ние веќе имаме одредени резултати од работењето на КЗК, покажа дека треба одредени промени од техничка природа и суштинска природа во самиот закон да се направат во овој период, меѓутоа најголем промени треба да има во казнената политика. Иначе да нагласам дека досега има преку 30 предмети отворено токму во однос на спроведувањето на законот за нефер трговски практики, израчени се некаде по решение за глоба околу 150.000 евра казни од страна на КЗК до одредените прекршувачи. Иначе максималната казна беше предвидена околу 20.000 евра во Законот за нефер трговски практики. Сметаме дека е многу ниска. Наредниот период повеќе кратно ќе биде зголемена, па најави дури и премиерот во однос на зголемувањето за овие работи. Имавме состанок работен и со КЗК, ќе биде предвидена за најголемите играчи маркети, односно и за градувањето на фер трговијата и граѓаните, ќе бидат предвидени казни до 400.000 евра, меѓутоа ќе биде предвидена глоба и казна која досега не беше предвидена во законот за самите добавувачи кои му ја прифаќаат пак од друга страна таквата нефер игра на трговците, бидејќи да заборавиме. Основна цел на законот е заштита на производителите и добавувачите, а преку нив и на купувачите, односно граѓаните, индиректно, меѓутоа заштита и на домашните компании и производители да не бидат во подредена улога на одредените принципали, како и викат, или големите играчи на пазарот, посебно на Балканот овдека, да не бидат во подредена улога во однос на конкурентност, цени и видливост од страна на самите купувачи. Тоа треба и тие да ни помогнат, и јас да ги охрабрам сегде каде што има вакви нефер трговски игри, изигрување на законот, слободно да пријавуваат. Може пријавувањето да биде директно, анонимно, по допрен глас и така натаму, или по собствено видување од КЗК, за да можат истите во рок од неколку дена да излезат и да ја утврдат таа нефер трговија, а тие нефер играчи да бидат казнети. Измените на законот очекуваме на почетокот од оваа година да бидат донесени и да бидат во функција уште во текот на оваа текотна 2026 година. Кога сме кај делот на регулативата, во тек се подготовки на нов закон за работни односи. Што може да ни споделите од какви новини се предвидени, особено во однос на се поактуелните побарувања за регулирање на делот со работа од далечина? Па, видете, Законот за работни односи е доста стар е неколку децении, 20 години, и не одговара на суштествените потреби во Македонија, бидејќи тој е еден од основните закони за регулирање на работните односи, би рекол устав во регулирањето на работните односи во Македонија. На 8 години се чекало неговото донесување, меѓутоа јас се уверувам дека ова година ќе биде забрзано неговото донесување, до крајот на годината ќе гледаме во најоптимистички видувања да го донесеме овој закон кој ќе даде една нова рамка во регулирањето на работните односи во Македонија. Прво се работи на него, ќе бидат запазени сите меѓународни стандарди и права на работникот. Значи максимално ќе се внимава да бидат запазени сите оние работнички права кои што ги имаат граѓаните по европски, светски стандарди и така натаму и меѓународни стандарди. Меѓутоа, од друга страна, на работодавачите со овој закон пак ќе му се даде поголема флексибилност во регулирањето на работните односи со работниците и ќе гледаме законот да биде многу правичен, да биде прецизен, да не се дозволи понатамошни злоупотреби и изигрувања на законот или да се минимизираат истите. Тоа ќе значи поголема работа на Државниот трудов инспекторат после донесувањето на овој закон, меѓутоа новиот закон треба да го адаптираме на новите економски, технолошки промени, развој на IT индустријата, дигитализацијата и така натаму. И према тоа, према постоечкиот закон, ние немаме предвидено, например, а во овој закон ќе биде предвидено секако работа од дома, работа од далечина, онлайн работа, флексибилно работно
време за родители кои имаат мали деца за гледање дома или пак повозрастни и болни родители и така натаму, се она што ќе биде адаптирано на модерните начини на живот и работа на граѓаните, посебно на младите луѓе во Македонија кои не сакаат онакво стандардизирано работно време од 8 часа како што е сега во текот на денот и секако со овој закон се надевам со поголемата флексибилност дадена во овој закон се надевам дека и работодавачите ќе можат многу полесно да најдат и работна сила на пазарот на трудот, а од друга страна со одредени квалификации, доквалификации, до едукација пазар на невработените лица на пазарот на трудот преку оперативниот план кој го подготвуваме. Гледаме да создадеме во Македонија да имаме конкурентна работна сила на пазарот на трудот, кој ќе пак ќе можат да се прилагодат на новите предизвици, новиот закон за работни односи, вклучувајќи го тука и IT секторот како еден од позастапените во ова поново модерно време. Кога сме кај пазарот на труд, од 1 јануари почна примената на законот за работно ангажирање. Може ли да се видат некои првични ефекти? Па видете, тој закон исто така е револуционерен, првпат се спроведува во Македонија. Целта е сузбивање на сивата економија, работењето на црно, како што го имаше во голем број сектори. Офатени се 3 сектори со тој закон. Офатени се земјоделието како гранка, офатена е угостителството и услуги во домаќинство, наму каде што било утврдено дека има најмногу потреба и работа на црно има во моментот. Мислам дека апликацијата е многу лесна и достапна за сите работодавачи, да можат во текот на денот, неделата, месецот, да можат да ги пријавуваат и одјавуваат. Популарно уште овој закон е закон за сезонски работници. Офатени се 4 повеќе категории граѓани. Пред се најбитно е тоа што се офатени студентите. Офатени се можат да работат и пенсионери, можат да работат и вработени лица како дополнителна работа или part-time job и секако невработени лица, социјални категории на лица и така натаму, без да при работното ангажирање да не го изгубат веќе стекнатиот статус, а сето тоа да му се пресметува во нивните, да речам, во стаж, пензиско, инвалидско осигурување и така натаму, со одредена повластена стапка. Очекуваме да законот ги даде првите ефекти во текот на ова година и во наредниот период, некаде околу 18 до 20.000 лица да бидат регулирани, кои сега ги има, работат на црно, постојат, да бидат регулирани со овој закон. Тоа е гледано од аспект на работодавачите е корисно, затоа што нема да се плашат кога ќе му дојде трудова инспекција, кога сакат и ќе можат од својот мобилен телефон да ги пријават или одјават лицата многу лесно и едноставно во однос на работните часови или денови како му се ангажирани, а од друга страна пак лицата кои што досега биле ангажирани, а не му биле плаќани придонеси, ќе можат да му се плаќаат придонеси и да си ги земат сите оние средства кои што му биле предвидени во законот, дали тоа е пензија или студентска стипендија и така натаму, или социјална помош, нема да ги изгубат, односно тој статус му останува и тоа ќе биде како дополнителен приход за лицата, посебно за студентите и пензионерите, па и невработените. Имаше барање од бизнис заедницата за проширување на дејностите што се опфатени со законот. Се анализирали тоа? Па да, прво да видиме ефектите кои би ги дал овој закон, на крајот од годината ќе сублимираме, ќе видиме, ќе имаме состаноци со работодавачите, стопанските комори, секако и со синдикатите, тоа ќе биде разгледувано и на идните економско-социјални совети и ако има потреба, секако дека ќе бидат проширени дејностите, посебно дејноста градежништво. Мислам дека најмногу има барања токму во таа дејност. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас.